Пијанец е котлинска област во горниот тек на реката Брегалница. Обкружено е со планински венци, почнувајќи од Малешевските планини, Влаина, дел од Осоговските планини, Голак и пак се спојува со Малешевските планини. Дел од Пијанец се наоѓа и од другата страна на границата и се спушта до обронците на Струма. Денеска, кога го снимаме овој видеозапис, е првиот петок по Великден. Тоа е празникот христијански Света Богородица Балаклија или Источен петок. По тој повод се одржуваат повеќе црковно-народни собири, а ние ги бележиме собирите на местноста Света Вода, недалеку од село Работивиште, кај што ќе ви ги представиме трите животворни извори и црковно-народниот собир во манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија, недалеку од Делчево. Местноста Света Вода е оддалечена 15 на километри јужно од Делчево. Самите извори се високо од десната страна на реката Брегалница. Тука од памтивека постојат три извори, подоцна каптирани во чешми, што никогаш не пресушуваат. За нивната вода се верува дека има лековити и чудотворни својства, односно дека таа вода е света, исцелителна, па затоа и целата местност го добила името Света Вода. Трите свети чешми се наоѓаат во прекрасен амбиент, во бујна, борова и дабова шума, а тишината ја нарушува само жуборот на чешмите, реката Брегалница која бистра како солза се провира низ клисурата долу и појните птици што се собираат во ладовината околу водата. До изворите се патува пеш, низ шума и мирис на мајчина душица. На целиот пат до водата, секој што доаѓа на изворот го следи мирисливото ветре што се плетка низ гранките, цвеќињата и камењата. Се верува дека водата со својата света и чудотворна моќ на посетителите и на нивните семејства им носи среќа, здравје и берикет. Трите извори, односно чешми, се на растојание од 30 до 50 метри една од друга. Најпрво е она што е посветена на Божјата мајка, Света Богородица, потоа Светата вода посветена на Света Недела и Светата вода посветена на Света Петка. Некогаш на платото на Светите води, на местото Равниште, се одржувал и собор со разни песни, ора, зурли, тапани, од утро до мрак одекнувала планината, а младите играле и скришум фрлале погледи да се бендисаат. Некои за наредниот празник доаѓале и со дете на раце. Карактеристично за овие извори е и тоа што водата неколку пати во специјални балончиња имаат однесено дури и во Америка. Најпрво ја однел некој наш човек од Делчевско, а сега ја бараат и луѓе од Америка на кои веројатно им помогнала. Работивишката Света Вода својата исцелителна моќ не ја губи со изминатите километри. Напротив, незината сила е уште поголема ако се однесе меѓу цвеќиња и трендафили, но при тоа треба да се внимава да не се внесе во куќата, односно во станот.
Инаку водата не секнува никогаш, а изворите постојат веројатно уште од дамнина. За исцелителната и чудотворната моќ на светите води од атарот на Тработивиште слушнале многумина и во странство. Наши иселеници, кои се наоѓаат во западноевропските земји, секоја прилика ја користат кога престојуваат во татковината да ги посетат изворите, леат вода и си носат во новите нивни живеалишта во Италија, Франција, Англија, Германија. Ќе спомним еден пример како госпоѓата Александра Бетинска од Берово посака да и се испрати вода од изворите кај Тработивиште. Нејзините роднини дојдоа и придружени од мештаните ги однесоа на изворите, а потоа таа вода ја однесе во Чикаго нејзиниот татко Вангел Бетински за таа да ги мие своите внуки кои немале сон. Според нејзиното кажување, после третото миење од оваа вода, од која им давала и да пие, нејзините внучиња спиеле кротко како јагниња. Своји спомени за светата вода во Тработивиште имаме зачувано и од тогаш 82 годишната Марија Кушевска, која поради тешката судбина што го снашла нејзиното семејство, многу пати одела и по свети води, но и по видовити луѓе. Пред повеќе години била и кај познатата гледачка Вања од Петрич, која веднаш и кажала дека за нејзината мака треба да побара чаре на светата вода што се наоѓа близу до родното село на Кушевска. По враќањето таа се распрашала за водата и дознава дека Вања всушност зборувала за светата вода, за трите извори што се мешаат и со таа вода се замива лицето, а наутро се пие на гладно срце. Вања тогаш и рекла дека таа вода е лековита и дека може нешто да ја помогне токму на неа. Од тогаш па се дури можела да пешачи, старицата секогаш на славата на светата вода, односно на источен петок, а тоа е првиот петок по Великден, одела на изворите, пиела од чудотворната вода и земала за членовите на своето семејство. Сега таа традиција продолжува нејзината ќерка Стефка, која ги замолува помладите да ја донесат вода со која се замива и се помолува за здравје во семејството и куќата. Некои од посетителите, верувајќи дека на нив или на нивните блиски е фрлена магија, практикуваат по околните дрвја, шипци, трња да оставаат дел од облеката. Така веруваат дека тука ќе остане и ќе се растури магијата. Понекогаш тоа делува и грдо, ја нарушува прекрасната слика што ја прави шумата и небото, кое овде чудесно се меша со цвеќињата и зраците на сонцето, кои како кристални лампиони висат од огромните стеблаци на буките и боровите. Има понекогаш луѓе кои овде врзуваат и побратимства, а на многумина кои немаат сон или имаат некоја друга мака, овде свештеникот ги покрива под епитрахилот и им чита молитви. Јас сум родена од село Русиново Беровско, а живеам во Струмица. Па идам многу пати тука, па верувам у Бога, за здраве доваѓам често пати и пожелвам секој да доваѓа за здраве тука. Јас сум од Пехчо. Дојде на местото
лековита вода, да си напанам за моите внуки, за фамилијата. Јас се викам Благоја Стефанов, 81 година, а сега ми е 82. Колку сам можел и колку ми дозволило здравјето, јас сам доодил сека година, имајте верба во Мајка Божја и во ова наша сладка вода. Да кажувам многу, ми се чини дека ќе ви одземам време. На светата вода во Тработивиште остануваат зборовите и молитвите. Се разбира, остануваат и подароците што висат под дрвјата, но и парите што ги оставаат верниците кои често доаѓаат да се измијат и да наполнат света вода. За светата вода во Тработивиште имаме зачувани искажувања на Стојан Димитров, еден од најстарите живи учители во Македонија во она време. Сега е покоен. Бог да му ја прости душата. Неговото кажување за светата вода е поврзано со приказната за некои струмички испосници кои имале своји ќелии во близината на изворите. Уште во тоа време, негде околу 13 век, народ доаѓал кај испосниците, а тие им помагале со светата вода, која и денес тече на истото место. Димитров ни раскажуваше дека уште пред 80 години слушнал оти на светите извори доаѓале многу луѓе од Ќустендилско и од Беломорието. На стари темели тогаш почнале да градат и Параклис, но тој најверојатно не е изграден. Записите и научните хипотези на доктор Харалантije Поленаковиќ, кој опишувајќи ги подвизите на светите солунски браќа Кирил и Методий, кажува дека некаде пред 1300 години во горниот тек на реката Брегалница, предпоставуваме дека е ова место, бидејќи има топоними Равниште, Равнако, дека овде негде се наоѓа и градот Травен, каде што тие твореле, ја создавале азбуката и ги удриле темелите на нашата вера, просвета, писменост и култура. Нивниот култ живее до ден денешен. На своите глави покажи да се покоруваме, да се причина да си изпълни Твоя стои, който би за нас, за дръжте да защитиш на състояние и на Тебе слава, благодар си поклоне. Ти возрастуваме светло, че Ти благ животворен Твой дух, сега секогаш и во вечни векови. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи се православни християном нашим, а съпротивния даруй Твое съхраняй крестом Твоим жителство. Христос воскресе из мертви, смертию смерть поправи, сущи во гробе живот дарува. Христос воскресе из мертви, смертию смерть поправи, сущи во гробе живот дарува. Во оваа пригода ќе прочитаме проповед за животоприемниот источник, посветен на Источен петок, односно Светли петок или Балаклија. Во Балаклија крај Цариград се наоѓа величествен храм посветен на Пресвета Богородица, наречен храм на живоносниот или живоприемниот источник. И на денешен ден, на Светол петок, се празнува неговиот празник, кога свечено со духовни песни, срдечни молитви и со побожна света богослужба се прославува Богомајката како извор на добрини и добри дела, како извор од кој што излива благодат што лекува духовни слабости и телесни болести. Живоносен, божествен извор од кој струјат големи чуда по целата вселена. Во тој храм има постојан извор, чија што вода според благословот на Пресвета Богородица е чудотворна. Како бил откриен тој извор и како бил подигнат храмот? Византискиот писател Никифор Калист го соопштува следново. На тоа место некогаш имало мала гора со кипариси и со платани, високи широколиснати дрвја. Местото било посветено на Пресвета Богородица.
На тоа место во средината се наоѓал чудотворен извор. Со тек на времето, околу изворот израснале многу шумјаци, се собрала многу тиња, што и пречела на водата да тече и местото заличило на некаква тресеница. Зошто бил така запоставен и заборавен тој извор, писателот ни објаснува вака. Еднаш таму се шетал еден обичен војник по име Лав, Маркел. Тој видел еден слеп човек кој залутал таму. Побуден од чувството на сострадание, го фатил слепецот за рака и го извел на патеката. Но слепиот, изморен и измачуван од силната жед заради жегата, бил толку опаднат што не можел повеќе да стои на нозе и затоа го замолил Лав да го одведе до некаква сенка за да се одмори. Лав ја исполнил неговата молба, а самиот почнал да го обиколува мочуриштето, барајќи малку чиста вода за да го освежи слепиот. Одеднаш чул глас што му рекол: "Не труди се, Лаве, да бараш надалеку вода, таа е близу, овде е." Лав се исплашил, но продолжил да го разгледува местото за да ја најде водата. Меѓутоа, не ја открил. Натажен тој застанал. Тогаш повторно чул глас: "Лаве, цару, влези во таа густа, сенчеста горичка, земи од водата што ќе ја најдеш таму и дај му на жедниот, а тиња од изворот стави му на неговите очи. Ти потоа ќе дознаеш која сум јас и со моја помош нема да задоцниш на тоа место да изградиш храм во моje име. Оние што ќе доаѓаат тука и со вера ќе ме повикуваат, ќе добиваат исполнување на нивните прозби и излекување од нивните болести." Исплашен, Лав побрзал на покажаното место и најпрво, откако зел малку тиња, ја ставил врз очите на слепиот, потоа зел од водата и му дал да се напие. Слепиот ги поросил со вода и своите очи и наеднаш прогледал и радосен се упатил кон градот за да ги проповеда чудата на Богомајката. Тоа се случило во 450 година при царувањето на царот Маркијан. Лав постанал византијски император и владеел од 457 до 473 година. Крај чудотворниот извор изградил храм во името на Пресвета Богородица и го нарекол храм на живоносниот или животворниот источник. Многу чуда се случувале во тој храм. Го прославиле. Во 14 век Никифор Ксанапул го изложил редоследот на богослужбата на празникот на храмот, што се празнувал во петокот од Светлата седмица. Меѓутоа, не за долго време, храмот живоносен источник бил разгласен од песните на Никифор. Поради тешките гревови на жителите, Цариград бил лишен од покровителството на Пресвета Богородица и бил завладеан од мухамеданците. Храмот бил разурнат до неговите темели. Шареноликата околина на живоносниот источник била претворена во муслимански гробишта. Светото место многу години останало запуштено. Одвај во почетокот на 19 век, граѓаните на Цариград, кои се покајале, добиле разрешување од султанот Мехмед II да биде возобновен. Така, во 1834 година била изградена голема црква од камен со името на Пресвета Богородица на нејзиниот живоносен и животворен источник. На 6 јуни 1999 година, ден посветен на неделата на сите светители, е поставен камен темелник на манастирот Света Богородица, Источен петок, Балаклија. На ова место, секоја година, веќе еден век, на Источен петок, петокот по Великден, се празнува и прославува споменот на чудесата
на Пресветата Мајка Богородица. Од давнини овај манастирски комплекс бил посетуван од христолюбивото македонско православно жителство. Овде во оваа место како комплекс постојат две манастирчиња, едното посветено на денешниот ден Света Богородица Балаклија или Светол Петок, Источен Петок, кој со мноштво народ се посетува денеска, а додека во комплексот се наоѓа и манастирот Покров на Пресвета Богородица, кој исто така е посветен на Света Богородица. Од давнина манастирот постојал пред 80 години, но 99-та година, негде на 6 јуни, беше почени темелите на новото манастирче, а додека во 99-та на 19 октомври беше веќе осветено, а дарител или ктитор на манастирчето беше тогашниот премиер на Република Македонија господин Лјупчо Георгиевски со неговото семејство, со благослов на тогашниот митрополит Брегалнички господин Стефан, сега архиепископ на Македонската православна црква, а додека во денешно време, денеска токму на денешниот ден, беше отслужена света богослужба во сослужение на повеќе свештеници, а чиноначелствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион со повеќе свештеници, кој и мноштво народ од Македонската православна црква, од жителите на Делчево, околината, и да кажам и тоа, да напоменам дека на овој ден токму се слеваат од сите страни на македонски народ, од сите општини, ближни, и тоа од Виница, Кочани, Каменица, Делчево, и го посетуваат од Малешевскиот дел на Република Македонија, го посетуваат ова место, каде во утринските часови, како што реков, се отслужува света божествена литургија, а додека во попладневните часови веќе со самата посета, зголемување на самата посета, се собираат и се разделува ручекот кој е токму по повод на овој празник. Инаку празникот е посветен на Света Богородица или Источен Петок. Можам да напоменам и тоа дека тој ден, тој петок е и оваа цела светла седмица е се марси, се блажи, и затоа и денеска се овие корбани што се даваат за ручек на луѓето. Гледаме многу собори, има многу убав собори. И това ме радува, кога се соберат сите од секоја страна, кога се соберат, да се извидат, да се измабетисуваат. Това е една убава сделка, едно убаво можење, това на православието е като порачено. И гледам направено многу и нагоре манастиро, и тука црквичка, и таму водичка, света водичка. Не бе додувал, това е многу убаво милина е, като рајска градина.
Реко, водо, посестримо на полињата. Чинам, низ тебе тече убавината на девојките од Малешевија, та затоа во руменилото на нивните образи ги препознавам јаболките, во мирисот на нивните коси го препознавам мирисот на цветовите. О, реко, хранителке, посестримо на полињата. Минуваат времињата и вековите. Чешмите жубореле, водата течела, таа тече и сега, ќе тече и утре. Животот продолжува да тече. Ние, како што вели народот, сме гости на овој свет, но нашите обичаи, нашите традиции, нашите верувања ќе ги продолжат оние што доаѓаат по нас. Конечно, премудриот наш народ рекол, иднината им припаѓа на младите поколенија.